зголемивме пензиите, ги зголемивме платите во образование, ги зголемивме платите во здравство, во полиција, во Министерство за одбрана. Исто така, го поддржувавме стопанството со 250 милиони евра, со оперативниот план каде што сите млади и возрастни луѓе да можат да отварат собствен бизнис, да креираат собствен бизнис, да имаат свои приходи. Значи, ред работи сме ги направиле за да стигнеме до таа цел, да имаме поголема економија, да имаме голема куповна моќ, да имаме продуктивност и ќе работиме за да можеме да го стигнеме таа цел. Ние наследивме еден празен буџет. Од 2017 година до 2024 година за 85% е зголемен јавниот долг. Што не се случило, ако ги земете податоци од 2000 година наваму, никогаш не е зголемен јавниот долг за 85% само за овие 6 години. Ние наследивме еден... Имаше две кризи, а предходно беше 1, нешто милиарди јавниот долг на земјата, сега ние над 10 милиарди евро. Кризите и кога дојдовме ние беа. Војните беа и сега уште пак сме на војна, така да во криза уште сме. Не е тоа објаснување, но доделени средства по политичка основа. Во која смисла? Финансиска помош или нешто? Финансиска помош порано што беа по оперативниот план, по субвенционирање преку Министерство за земјоделие и така натаму, значи не ги поддржа земјоделците така како што треба, не стигна парите на тие луѓе кои стварно работат за да можат да да стигнеме на таа цел, да ги намалуваме цените или да имаме поевтина, да лечеме потребителите. Е преземено нешто, ако имало некаде криминал и слично, дали се преземени некакви мерки? Јас кажав по политичка основа и ако има такво нешто, органите на програм реагираат. Не, дали некој реагирал и доставил до надлежните институции, до обвинителство, до МВР? Например, ако оперативниот план, да речеме, секоја година се доделува средства за самовработување. Ако нема некој фидбек, ако нема некоја анализа, дали тој е успешен или не, дали има реализирано тие цели што дали се отворени бизнисите или се затворени? Да, дали се отворени, дали после 2 години се затворат, да се направи некоја анализа, да се направат контроли. Тоа подразбира дека не се доделени на тие места каде што треба или каде што реално работат. И